Сега е веќе за нашите први гости. Ева Малинковска ви ја најавив уште утринава како светол пример на млада генерација која доаѓа, таа има само 16 години, а оние кои што ме контактира за таа да гостува во нашата емисија ми рекоа, ќе се извинувам што ќе употребам жаргон, дека растура на виолончело. Добро утро до Ева, а добро утро и до Маре Видовска, незината професорка. Предпоставам дека правите многу добар тандем и Сузе со оглед на тоа што е најмузички подкована од сите нас, веројатно ќе навлезе во вашите тајни. Добро утро до трите. Добро утро. Драго ми е што вака убаво ни ги најави гостите Искра. Добро утро и за огледачите, и се разбира за Ева и за Маре. Една ведра, една многу убава тема отвараме и инспирираме ова утро за сите оние кои што се уште сте на некоја раскрсница, дали можеби треба да го одберете вистинскиот инструмент за вашето дете, за вашето внуче или за вас лично, ако не гледаат деца ученици. Ева, за прв пат во Алфа телевизија. Драго ми е што сме овде ден пред големиот солистички концерт да најавиме што ќе се случува и да ја поканиме публиката, бидејќи како што дознав немаме влезници, немаме ограничувања, што значи ако имаме желба за еден убав мајски концерт на виолончело, можеме слободно утре да се подготвиме, да се дотераме и да уживаме. Од каде љубовта кон виолончелото? Дали некој во семејството свири нешто, некој инструмент? Не, никој не свири, само јас сум единствена која е музичар. Прва, го годиш патот, отвараш простор за другите, браво. Секоја чест. Ти требаше ли двоумење некое? Што беше пресудно? Баш виолончело едно време не беше некој атрактивен инструмент, но ми се чини дека во поново време е еден од оние побараните. Па професорката дојде, го представи инструментот на часот по солфеж и така се залюби во инструментот. Професорката завршила работа. Професорке, драго ми е што влијаете врз учениците и драго ми е што сте им помогнале на вакви талентирани деца да го направат вистинскиот избор за денеска ние сите да се гордееме со нив. На кој начин е најадекватно да им се приближи, а не да им се наметне со сила или со притисок? Да речеме, јас кога бев на приемен испит во нижо музичко, нас секогаш ни дава пример дека, знаеш, флейта е многу убав инструмент, Тереза ќе со овие свири флейта и секогаш со нешто мораше да се спореди, да се идентификува тој инструмент. Ние, за жал, тогаш немавме со кого да правиме таква споредба. Навистина беше предизвик да се, да кажам, натираат учениците да свират виолончело, поготово родителите, затоа што најчесто мислеа дека нивните деца се казнети што треба да свират виолончело, затоа што атрактивни инструменти беа пијано, гитара и виолина. Сите сакаат да свират и кога ќе требаше некој дете да свири виолончело, родителите тоа го гледа како казна за нивното дете. Ние имаме така да мене ми дојде идеја да земам еден мал инструмент, да удам на часовите по солфеж, да пробаат децата и пред се мислам дека клучно е да го засакаат професорот за да можат и инструментот. Секоја чест, навистина. Добро е што ви текнало во право време, па затоа ви се полни класите сега како што слушам. Прекрасно. Имаме и инсерти кои патем сакам да си ги споделуваме додека си разговараме. Ева сакам да ни каже колку е битна самиот начин на изведување. Дали тебе те воодушеви начинот на кој што се свири на виолончело, бидејќи не се држи горе високо во рацете, се држи тука централно поставен, седната свириш. Се двоумеше ли дали е тоа можеби преголем инструмент за тебе? Па не, јас откако се залюбив не ни помислив на тоа. И веднаш сакав да се запишам да го изучувам тој инструмент. Еве и во позадина ја слушаме и ја гледаме, Ева. Јас мислам дека е клучно, затоа што и тоа што им го кажувам, звукот на виолончелото е најблиску до човечкиот глас. И мислам дека тоа највеќе ги привлекува сите. Патем морам да ви кажам и дека виолончело беше и мојата неостварена желба, бидејќи јас само со една идеја се јавив на приемен испит во музичко училиште да свирам виолончело, но кога на приемен испит ме слушна дека убаво пеам, не ми дозволија навистина и јас бев толку многу разочарана што со месеци и месеци после тоа си го тагував виолончелото. Но, кој знае, може би има време. Има време ли? Може би да ме никогаш не е доцна. Кој знае, може би еден ден. И тоа ќе дојде, и тој предизвик ќе дојде на ред. Ева, инаку добитник на
учесник на многу надпревари, што домашни, што меѓународни, и преку 30 меѓународни награди и признанија имаш досега за ова кратко, не така долго време, би рекла, заработено. Кажи ми, која ти е најдрага и за која можеби најмалку си верувала дека ќе ја добиеш? Да. Епа тоа беше на надпреварот Полихимнија оваа година. Сега брзо? Да, сега брзо. Освив специјална награда, тоа се со прво место со максимум поени. И го освоив во вториот круг лауреат 3. Тоа е трето место. Маре, ја знаете ли конкуренцијата пред да заминете на надпревар? Знаете ли колку деца, какви деца настапуваат? Наискрено, секогаш пробувам да им ги представам надпреварите на еден поинаков начин, да се надпреваруваат само со себе си и со никој друг. Затоа што малку кај нас поинаку се сваќаат надпреварите и јас сакам да им ги представам на начин на кој што одиме таму за да научиме, а не да се надпреваруваме. Да не име тоа стрес, да не се напнати. Мислам дека тоа е целта во нашата работа, да уживаат во музиката, а не да се надпреваруваат. Да. Так, браво. Колку време вежбаш, колку часа во денот вежбаш? Има ли денови кога не го допираш виолончелото, го оставаш и тоа да одмори? Па нема такви денови. Нема такви Да. денови, дури и кога одиш на одмор? Музиката бара секојдневно посветување и без одмор. Му зборуваш ли нави? Комуницираш ли со виолончелото? Јас морам да кажам тука, кога прв пат го зимаат инструментот, им кажувам, ова ќе ви биде најдобрата другарка што ќе имате, никогаш нема да ве остави, но воедно и најљубоморната. Ако ја запоставите, нема да сака после да се дружи со вас. Да, прекрасно, навистина. Што ќе се случува утре? Каков репертоар ќе им подариме на публиката и еве? Концертот ќе го отворам со првиот концерт од Сен-Санс. Потоа имаме заеднички точки со мојата соученичка Ирина Давиевска, која ќе биде како гостин, концертен гостин. И за крај ќе биде Тарантелата од Попер. На Тарантелата чувме, како што рече и Искра жаргонски, дека растураш, вистински, да. Колку е подвижен инструмент, Маре, виолончелото, и дали е од оние инструменти на кои што можеме навистина да ја покажеме во целост, цела виртуозноста која ја поседува еден инструменталист? Па да, пред се работи за тежок инструмент за свирење, затоа што имаме и вклучено и палец горе, регистарот е доста голем на инструментот, така да навистина бара голема посветеност и вежбање. Талентот е само 5%, другото е се работа. Ева од секогаш била многу послушна и навистина ова е многу голем труд од нејзина страна и затоа е дојдена до ова ниво, до каде што сме сега. Навистина на овие години да се удржи концерт, сега зборувам за во нашата класа, е навистина предизвик и за мене и за незе. Цел концерт Сен-Санс, јас не знам до сега дали на незини години некој има одсвирено ваков концерт. Браво. Тоа значи дека вие, Маре, со вашите вакви талентирани ученици работите и многу повеќе од она што имате законски неделно часови, така? Да, дефинитивно. Тоа се и саботи плюс, да кажеме, викенди, нема одмор. Ако сакаме успех. И буквално ден-два, ако се остави инструментот, веднаш се чувствува разлика. Нема тука криење. Сите ми кад професорка, ама како приметивте? Тоа уште кога ќе почне првите неколку ноти, веднаш се приметува разлика колку дали вежба ученикот или не. Секоја чест, навистина. Ова е и друга снимка. Од каде ни оваа снимка која ја гледаме? Лани настапив со Македонската филхармонија, бев како еден од најмладите солисти. Да. И тоа беше прекрасно искуство кој му посакувам на секој да го искоси. Прекрасно, навистина. Маре, овие инструменти се специфични, можеби ние немаме многу продавници, магазини за инструменти. Каде ги се набавуваат инструментите? Еве, сигурна сум дека ги интересира и родителите, ама и повозрасната генерација кои што
би сакале нивните деца да свират некој инструмент, и да си имаат собствен. Тешки ли се за набавка овие инструменти? Да, за жал да. Првично правиме некои порачки, за почетокот препорачуваме некој поевтин инструмент, да видиме прво дали детето ќе има желба, понатаму доколку видиме дека планира со тоа да се занимава. Конкретно на еве инструментот, за среќа го имаме кај нас Орце Илиовски мајсторот, па од него можеме да си порачаме и да ни направи, со тоа што е навистина многу тешко да се направи едно виолончело. Тоа е комплексна работа, но и имавме среќа за Ева да ни направи Орце и сигурна сум дека од едно до друго чело и звукот различен, така? Да. Од што зависи? Од материјалот? Па да, од повеќе фактори. Од изработката. Кој е најубавиот звукот на чело кој си го имала можност да го свириш? Дали си ги воочуваш, ги правиш ли тие разлики кај што патувате на меѓународни надпревари, на меѓународни настапи, го носиш секаде твоето чело или имаш прилика да свириш и на друго чело? Не, секаде морам да го земам со мене. Секаде исклучиво твоето чело. Па добро, и не е Затоа што е навика тоа. Различни се позициите, различно е градбата на инструментите, така да најпожелно е на својот инструмент секогаш да се свири. Прекрасно, навистина. Јас на сите деца би им посакала да во текот на нивното детство, раст и развој се запознаат со некаков инструмент, пробаат да се пронајдат себе си и да видат дали ќе им се допадне, затоа што може би секој дете не е музикално, ама секој дете треба да ја почувствува таа вибрација, таа енергија, таа смиреност која што ја пружа дружењето со инструментот и обидот да нешто направиме со себе. Да, во музиката има многу позитивни бенефити, поготово во денешно време како што се децава со телефоните обседнати. Значи, дефинитивно истражувањата покажуваат дека со музиката, учењето, поготово на музички инструмент, се развива правилно мозокот кај децата. Да. Така да многу е значајно во детството да свират некој инструмент. Вистина. Стекна дисциплина. Вистина, точно. Дисциплина, да. Да. Ева тоа сакав сега ти спомена твојата професорка, ги спомена телефоните кои што во денешно време се навистина нужно зло, би ги нарекла. Во дадени случаеви се понекогаш и една сериозна диагноза за која не сме ни свесни дека сите ја навлековме, и ние возрастните, ама и вие помладите генерации. Колку на вашите паметни телефони кои ги имате сите вие и децата, си наоѓаш помош, нешто што ќе ти послужи тебе како алатка или нешто што ќе ти даде можност да се поврзеш со одредени твои колеги низ целиот свет за нешто да правите заеднички? Па, телефоните се исто така многу битни, бидејќи можеме да најдеме мастер-класови кои се снимени на YouTube, снимки од композиции и така многу полесно за изучување на материјалот. Исто така, како што спомнавте, и да се поврземе со други музичари од целиот свет. Да. Кои се твоите идоли? Имаш ли некои идоли, челисти кои што ги следиш и сакаш да видиш и чуеш се што тие одсвириле? Да, па едниот нив се Солга Бета, Каутер Капусон и има повеќе се, да. Како си подготвена, како си вака возбудена пред утрешниот концерт? Да, возбудена сум, но едва чекам да покажам како да заокружам на целиот труд кој го вложувам секојдневно и да им покажам на публиката. Да. Браво. Освен твојата професорка Маре, која е со тебе од првите денови кога ти реши да влезеш во дуо со виолончелото, која е твојата најсилна поддршка и на можеби најгласен критичар или ти во критичар, како и да е, битно е да некој ти го каже своето мислење. Примаш ли туѓо мислење, сугестија? Па да, примам, тоа е сепак многу битен фактор во развојот. Слушнав дека тато е носач на звук, така? Тато е задолжен за носењето на виолончелото? Па моите родители секојдневно ми помагаат и они се причина за кој јас сум и волку успешна. Колку е тешко, Маре, виолончелото да се носи? Па зависи од материјалот. Зависи од материјалот од кој што е направено, од дрвото зависи.
Така. Зависи и футролите се во денешно време тешки. Тие заштитните футроли, да. Така да за неј се навистина предизвик. За нејзе навистина, да. Да се носи. Тука некаде мислам дека ни се последните минути во нашиот разговор. Јас би сакала да ја поканиме публиката. Мај е секогаш убав месец, па и сите месеци, ама особено мај. Во мај некако сите имаме потреба да излеземе од дома, да се информираме што има, каде има, и мајските вечери се разбира уште една причина повеќе зошто да сме концертно наштимани, настроени и подготвени да влеземе во еден поинаков свет кој смирува, кој опушта и кој е толку многу исцелителен. Си ја почувствувала ли ева моќта на музиката, колку таа смирува? Си почувствувала некаква промена во тебе кога ќе седнеш да свириш и не те интересира што се случува наоколу? Да, едноставно влагам во друг свет и да, тоа е посебно чувство. Маре ги препорачувате овие инструменти на деца што се хиперактивни и деца кои што имаат некоја таква природа? Па искрено на сите ги препорачувам, затоа што во денешно време, за жал кај нас, да речеме, многу лоша музика се слуша. Така да, стварно би била, навистина би била среќна доколку еве повеќето од нив дојдат на концертот и уживаат во ваква музика. Да. Јас верувам дека и поради тоа, пак и што и не е без влезници, бесплатен е концертот, дека многумина ќе се охрабрат утре да излезат од дома, па и ако врне, не знам какво ќе биде утре времето, Искра можеби тоа го кажа на почетокот на денешната емисија, но се навикнавме на толку променливи денови, толку променливи периоди во текот на денот, така да веќе и дождот не ни пречи, нели? И дождот ни е пријател. Посакувам успешен концерт. Благодариме на поканата. Полни сали, уште многу награди и навистина да бидеш секогаш, да бидете секогаш овде кога ќе имаме нешто ново да најавиме. Благодариме на поканата. Сакам да благодарам на Музичка младина која ми го организира овој концерт и ми овозможи да го имам мојот прв солистички. Да. Да, а првите работи се секогаш длабоко врежани во нашата меморија. Честитам однапред и ако мене нешто утре не ме спречи, јас со задоволство ќе дојдам. Ќе ни биде мило. Така, благодарам. Да, самиот податок прв солистички на 16 години доволно говори. Се кажува. Сузе 15 имам уште. 15? Да. Уште пострашно ги речем, да. Уште позначено, да. Сузе посака успешен концерт. Јас сум убедена дека ќе биде успешен концертот. Браво.